локалната власт, предводена от ВМРО ДПМНЕ, се обиде да го манипулира соопштениот народ, тврдејќи дека ги презели сите неопходни мерки за расчистување на патиштата и тротоарите. Невари, граѓаните не гледаат дека и по 10 дена од првиот стек улиците се уште не се расчистени. Како ова да не беше доволно, па локалната власт и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев, реши да воведе рестрикција во водоснабдувањето на температури кои достигнаа и до минус 20 степени. 70% од населението во Штип веќе со денови е оставено без вода за пиење, што дополнително ги влошува и омета неподносливите услови во кои се наоѓаат. Вакиот чекот на ЈП ИСАР предизвика замрзување на водоводот и доводот до огромен број на домакинства, поради што граѓаните сега се соочуваат со испукани цевки, поплавени домови, прегорени апарати за домакинството, за чија поправка и санација ќе треба да изведат десетици илјади денари. Барањето на советичката група на СДСМ за пренамена на средства од буџетот на општината со цел да се обезбедат неопходните материјали за расчистување на патиштата во зимски услови, за кој беше свикана и итна ворена седница на Советот, без размислување беше одбиено од страна на советниците на ВМРО ДПМНЕ.